Реорганизацијата на извршната власт доби зелено светло и го помина првиот собраниски филтер. Со 74 гласа за, пратениците ја изгласаа потребата од реформа на владините институции предложени од мандатарот Христијан Мицкоски. Тој ја побара поддршката од сите 120 народни избраници за да се исполни ветувањето дадено кон граѓаните за влада која ќе испорача реформи и резултати. Со законските измени Мицкоски предлага трансформација на постоечките ресори, укинување на агенциите и дел од јавните предпријатија за да се дојде до ефикасна извршна власт. Суштината на овој предлог кој што денеска има можност да го образложам овде пред вас пратениците и пред македонската јавност е реформи во администрацијата, а со цел да ги решиме реалните проблеми на граѓаните со ефикасни политики, со одлуки кои ќе донесат подобар животен стандард, повисоки плати, пензии, подобро образование, ефикасна социјална заштита, развиена економија и земјоделие. За да го направиме ова, ни треба добра организација на владата. За да не се губи време, предлог законот оди по скратена постапка. Спикерот Гаши вели дека уставните рокови за формирање влада се многу кратки и затоа не треба да се одолговлекува. Јас ќе направам све ова собрание, најголемиот дел од законите да ги гласа во редовна постапка. За итноста збореше мандатарот и јасно ни е дека се работи за итноста, да се формира влада и имаме нов закон кој е реформски. Затоа мислам дека ни е јасно. Сепак, опозицијските пратеници се против планот. Немале доволно време да видат што точно тој содржи, па затоа денеска гласале против. Низ една широка дебата, инклузивност и на законодавниот дом, меѓутоа и на научната јавност, пошироката јавност во државата, треба се дојде до некаков предлог кој што ќе биде добар за државата. Како сега очекувате пратениците да се изјаснат за нешто толку битно, кога ние прво не можеме да стигнеме првиот предлог ваш да го разгледаме, сега не можеме ни вториот, немаме ни појма каде е измената. Ова ми беше мене предочено на координацијата, каде што јас исто реагирав. Против гласа и дел од пратениците на Европскиот фронт, кои не ја пропуштија приликата да кажат дека тие биле легитимниот представник на македонските албанци. Претходно на координативна средба Никола Мицевски од ВМРО ДПМН ги известил сите колеги за измените кои ги предлага партијата и согласно тоа побара да се исполни ветувањето кон граѓаните. Законските измени за организација на државната управа по скратена постапка треба да поминат две комисии за политички системи и законодавно-правната. Расправата на комисиите може да трае најдолго 3 дена, пошто предлог законот треба да се стави на гласање на пленарна собраниска седница. За да биде изгласан, законот треба да добие поддршка од 2/3 од вкупниот број пратеници во парламентот.